Во обид да го изгаси пожарот во СДСМ и да ги смири тензиите и внетрепартиските поделби по неговиот избор за нов лидер, Венко Филипче ќе ја раководи партијата со веде раководство на сите нивоа до следниот конгрес, кој би требало да се одржи во октомври. Дури после тоа СДСМ ќе добие нови раководни тела како на централно, така и на локално ниво. Според познавачите, негативните реакции за изборот на Филипче се и повеќе од очекувани, бидејќи тој беше избран со помалку од 10.000 гласови, па и се поставува прашањето колку тој има легитимитет да раководи со партијата. Покрај тоа има и тежок багаж зад себе, со низа скандали додека беше министер за здравство, кој кулминираа со пожарот во модуларната болница во Тетово, каде загинаа 14 луѓе. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели ова покажува дека СДСМ се свесни дека партијата не може да оди напред и дека можеби едноставно немат ни надежи дека во блиска иднина би можеле да дојдат до победа на некои избори, но и покажува дека Заев воопшто и не заминал од партијата, иако пред 3 години поднесе оставка од лидерската позиција. Тоа веќе одамна не е политички субјект, политичка партија, него е приватна фирма. И за очекување беше во еден период после оставката на Заев дека тој во континуитет ќе се обидува да стави кадар кој ќе биде близок или послушен до него, и кога се веруваше дека можеби ќе ги препушти конците на партијата по целосниот краг на парламентарните избори, одеднаш чудно после 2-3 години воскресна неговиот најдобар другар Венко Филипче, човекот кој е можеби олицетворение на ова владение на Социјалдемократскиот сојуз. По 8 мај во опозиција замина и коалицијскиот партнер на СДСМ, доколку не се бројат пратениците на коалиционите партнери, дуи останаа со само 10 пратеници во собранието. Таму главната реторика во моментов е дали новата владеачка структура од албанскиот блок била легитимна, а не зошто заминаа во опозиција. Дуи во основа е олицетворение на Али Ахмети. И додека е Али Ахмети таму, дуи ќе постои барем во оваа форма. После тоа не верувам, затоа што кај нив регионалната моќ, да кажеме, многу посилна, и Али Ахмети е единственото врзивно ткиво која таа партија држи да биде компактна. Самиот политички субјект дуи има потреба да одредено време, за разлика од минатиот пат кога тоа беа само нецели 2 години, помалку или повеќе, му треба малку подолго време да остане во опозиција. Покрај модуларната болница во Тетово, Филипче останува запаметен и по сомнителни тендери и сомнежи за корупција во екот на пандемијата од COVID-19, кога Македонија беше меѓу државите со највисока смртност. Во неговиот мандат ќе се памети и случајот со родилката од Струга, Јилдис Веаповска, која по породувањето од болница се замина без матка, јајник и бубрек.